Добар, убав и среќен ден, драги гледачи! Денеска имаме едно специјално изненадување во емисијата Вкусот на традицијата со еден старински рецепт, за кој што е задолжена мојата пријателка Менче Нинике од Австралија, инаку македонка, живе долго години таму, како влюбена во својата татковина, повеќе тука отколку што е во Австралија. Сега одиш повремено, Менче, добре ни дојде да си ги видиш дечињата, внучињата и така натаму. Добре ве најдов. И секогаш кога и да дош, ние сакаме да ти искористиме. Нема туку така да те пуштиме да се вратиш назад во Австралија. Така. Се со желба да ни кажеш повеќе од сите тие твои стари рецепти, затоа што навистина ти си ризница од такви рецепти. За денешната емисија што ќе ни подготвиш? Денеска една старинска супа со кнедли ќе направам. Ај со кнедли. Да. Менче, паметиш дека навистина пораснавме со такви чорби, немаше на времето, леле, значи, Модерни се. да не кажуваме колку години имаме, немаше тогаш такви готови супи, имаше, памтам, една со тоа, со петелот, нели, немаше како сега, Да, влезеш само на таа. рафтовите, што се нема, него мајките дома ни правеа домашни чорби, домашен петел, на петел, Да, од ќе кокошка. заколат од кокошка, ќе го варат, ќе го скубат, ќе го скубат и таа чорбата жолта, Убава, да. така, убава беше. И ваква чорба супа, тоа е со кнедли. Кнедли? Да. И ќе се тепавме кој повеќе кнедли да Така земе. е, да. Дали во денешно време, што мислиш, дали уште домакинките прават вакви супи со кнедли? Па мислам, Затоа што и ја повеќе правам метања треба, повремено, така? Повеќе метања треба за... Да, мене ми е прилично брза. Аха. Понекогаш ставам месо од кокошка ако имам да сварам, ако не само на кнедли и со зеленчук. Уште поубава. Да, и децата ја супер. обожаваат ради кнедлите многу повеќе. Внучињата сигурно најповеќе ти ги сакаат, така? Е, добро, ајде сега да видиме, со нетрпение нашите гледачи не очекуваат за да видат што се е потребно за да направите супа со кнедли, а кнедлите да ви се топат во устата. да. Една убава домашна супа со Да. кнедли. Значи, за овој рецепт е потребен 1,5 литар вода, Така, врела вода. врела вода, мешан сув зеленчук, 3 Колку лажици мешан сув гриз, зеленчук? за Литар и пол вода, колку Да. треба? Јас ставам по 3 лажички, 3 лажички мали су. мали, да. Кафе. Да, Добро. за да не биде пресолено, Така. се додава, нели, ако Добро. треба. 3 лажици гриз или палента, Супени, големи супени лажици, супени. едно јајце, со еден прстофат по Добро. потреба, пошто овде ќе имаме еден кромит цецкан ни треба, 2 моркови и бибер и макарост на крајот. Да. Супер. Ајде да го видиме Прво да ја марифетот. ставиме водата сега да се грие. Марифетот. Да. Како до таа домашна супа. Сега ќе ставам мешан сув зеленчук. Добро. 3 А малку лажички. масленце по потреба, во потребните потреба, состојки, да. заборавивме да кажеме, тоа ќе ни треба малку масленце за кнедлите. Да. Зејтинче. Понашки. Така, значи сега прво го кршиме јајцето, Добро. водата треба да врие, Повели. така. Јајцето да се измати со прстов сол. Добро. Сега додаваме мешан сув зеленчук, како би било. Значи едно лажиче, Тука е едно лажиче. Добро. Евете го ова тука. и го ставаме гризот. Еве ти една супена лажица. Ако
3 треба. Повели. 3 ја мислам дека е ова мерено. Да. Малку имаме оставено. Да видиме Да. како ќе пие гризот. Зависи од јајцата, има Да. поголеми, помали Така. и како ќе дојде. Може малку масленце да капнеме. Ајде да капнеме малку масленце. И мислам дека ќе треба Да, повеќе гриз. повеќе гриз. Ова големо јајце во тетка Вера толка. Така. Ајде да Ајде додадам сега, уште. уште малку гриз. Да го измешаме сега, да не биде Да ти превиш. дадам едно мало лажиче. Па може. Повели. Дај ми ја билушка. Уште Уште малку. Аха. Масленце може ќе треба уште малку да додадеме. Ќе го разречи уште поише, добро. Ја мислам дека таман си ова, значи од предвидените 3 супени лажици, значи полни со врв треба да бидат, додадовме уште една лажица. Значи, секогаш имајте една резерва, затоа што не знаем, има некои јајца се помали, Да. некои се поголеми, добро е Добро е, тоа. може уште тоа да се додаде. Уште ова да се додаде. таман ќе си Одлично. дојде. И можам да капнам уште малку масло. Масленце. Малку. И да го ставиме неколку минутки да си постои. Така да отстои, така. Да, а сега ќе го ставиме во водата, ќе оставиме кромидота за оврие и морковот. Така. Малку да појачеме температура. Добро, сега јас ке така. Добро. Добро. Еве го ова. Тоа Значи нека ќе го врие. ставиме мастрафот. Да, 2-3 минути треба да постои, малку да се подупие и ќе се згусни повеќе. Да го оставиме малку Да, подолго, да што одмори. викаш, уште подобро ќе биде. Па да. Гризот ќе набаври, Ќе нели? набаври, да, и побрзо ќе се свари. Супер. Не, така. Сега ќе му ставиш биберче малку, Бибер се ќе му ставиме овдека во водичката, Добре. малку бибер. а Макдоносот го редиш на крај. Макданосот на крај ќе оставиме. Значи, ова е сето тука завршено и Добро. добро е сега. Како ќе стои, така ќе се згуснува Добро. повеќе. Сега ќе чекаме да отстои тестото за кнедлите. Да. Сега е време да ги ставиме кнедлите една по една со мало лажиче, претходно натопено Со во масло. масло. Запомнете дека треба добро да врие Да. супата. За да- Затоа што кога ќе ги ставите кнедлите, веќе ќе се намали. Да се заварат, да. Да, ете За да така. не се растурат. Ајде со лесно, Ајде со лесно, да. Значи мора да врие водата, еве сега ставаме една по една. Така се даде помалку. Добро. Имаш уште масленце на лажичката. Ќе бидат прекрасни. Ете толку. Така и го додаваме Макдоносот, 10 минути треба Пред да крај. врие. Може и помалку, тие за 5-6 минути ќе бидат готови, Да, така? нема да ги превариме, Еве така. повели Макдонос. И драги мои, се гледаме со вас на трпезата, каде што ќе ја пробаме ова прекрасна чорба, супа, како сакате кажете, а со Кнедли. домашни кнедли. Сега ја оставаме да се довари. Еве ти ваква лажичка ако сакаш. Ако да не ги растурам Да, само. не треба да се меша, да Не, знаете. да. Само од озгора малку или нешто така, меѓутоа не треба да се меша откако ќе Добри се се. стават кнедлите. Се остава така да Да се отстојат поврие, да. и ќе се
ке си се намали малку температурата на водата за да скипнат кнедлите. Откако ќе го исклучите шпоретот, тоа е сринглата, не го тргајте тенџерето. Оставете го постепено да се смири, да се излади и уште повеќе ќе напапрат кнедлите. Да. Сега да се видиме кога е Сега се готова. гледаме на трпезата со гледачите. Е, така. Секогаш е најдобар ручекот кога ќе го поделите со некого, како јас со мојата пријателка Менче. А сега е наред да си ја пробаме чорбата, супата со кнедли. Ти си ни гостинка во едно село и да те послуша. Леле, ова ми ветува многу добар вкус. Така повели. Значи колку убави се направиле. Леле, како, види, топчиња, како убаво мириса. Еве, погледнете, драги мои, колку е ова прекрасно. И можеме да си ставиме, доколку сте љубители, на еден прелив од лукче, винска киселина и малку масленце. Ајде сега да си ја пробаме чорбата. Ајде, на здравие. Прво ќе ја пробам вака. Леле, штубаво е направена кнедлата. Прекрасно нешто. Леле, како што кажа Менче, се топи во устата кнедлата. А толку е тоа красна, мека како душа, се лизга самата и забележав дека всушност за 5 минути ти се сварија, не за 10, баш за 5 минути го тргна тенџерето настрана и се докувува. Значи прекрасно, погледнете како изгледа. На здравие нека тие, да си наздравиме и ние за здравие и за живот. И знаеш, Менче, како викаат? Патувај, другарувај, излегувај, затоа што парите ќе си дојдат, но времето никогаш нема да се врати. Затоа ние да се придржуваме на таа народна мудрост, да си патуваме, другаруваме. Тоа е најважно. На здравје и на вас, драги гледачи. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.